Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Посетата на психијатар на овие простори долго време беше последната опција и луѓето се обидуваа да ја избегнат. За разлика од тука, на запад е дел од рутината. Какви се предрасуди и стигми се врзани за нечија потреба за психијатриска помош и нарушено ментално здравје? Зошто е тоа важно да се надмине и дали со мала интервенција животот повторно може да биде убав? Денеска на оваа тема зборуваме со доктор Васка Митова, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата, Марија. Секогаш е чест, нели, да се гостува ова сега во нови услови, да кажеме. Да, и верувам дека е удобно и пријатно, така барем велат повеќето од гостите. Дали посетата на психијатар на овие простори понатаму е табу или пак луѓето се охрабрува да побараат ваква стручна помош? Променето ли е нешто? Во последниот период можам да кажам, особено со почетокот на ковид пандемијата, се свртеа рефлекторите, да кажеме, и кон менталното здравје. За разлика од претходно, иако можам да кажам дека се уште постои стигматизацијата и она табуизација на одењето, на барањето на стручна помош, особено на психолог или на психијатар, но сепак во овие последни можеби година и пол, како што се зголеми потребата, да кажеме, од таква стручна помош, значи за помош за добро ментално здравје, така се зголеми и честотата на барање на таа помош. За разлика од претходно, сега за жал е зголемена појавата на некакви расстройства на менталното здравје и самото тоа ја зголеми побарувачката на овие услуги, да кажеме, бидејќи како да кажеме, нема здравје без ментално здравје. Така, нема физичко здравје доколку менталното здравје е нарушено, а прави ли разлика дали лицето што има потреба за психијатриска помош живее во мало место или пак во поголем град? Што е со возраста? Дали старите лица, повозрастните, знаат да го препознаат стресот или велат нешто ме тишти, ме мачи, ќе помине само од себе? Так, зависи во кој размер е нарушено тоа ментално здравје. Иако добро сте приметиле дека обично по малите средини се на некој начин во тие постигматизирано, тие расстройства се постигматизирани, бидејќи мало место, сите се знаеме, сите ме знаат и тоа одење барање на психолошка помош и поддршка, по потреба и психијатриска, и некако можеби повеќе осудувано, иако малите места си имаат своји предизвици поголеми од поголемите места. И многу убаво сте приметиле дека разликата во возраста, сега има едно ново истражување, особено во оваа ковид пандемија од претходната година, кое што вели дека помладите личности многу полесно бараат помош, бидејќи се трга на некој начин таа стигматизација, делумно и заради тоа што толку е зголемена, да речеме, инциденцата на анксиозни расстройства, особено на депресија и така натака, што самите луѓе се посвесни за тие состојби, особено младите, повеќе читаат, повеќе гуглаат и некако тие бариери, да речеме, повеќе се рушат. Особено се битни и значени оние туѓи искуства кои што ги бараат на социјалните мрежи, по портали, по тие подкасти, по видеа и така натака, по интервјуа, каде што за својата состојба бараат поотворено зборуваат и бараат дали врсници, дали некои можеби јавни личности кои што поминале низ истото, да видат да се на некој начин се поистоветуваат со нив и веќе се руши таа бариера на стигматизација. Но сепак постои понатаму. Психијатријата особено е стигматизирана. Знаеме кога некој се однесува несоодветно, насилнички, декадентно, да речеме, тебе ти е потребен психијатар, па и етикетираме. Некому да кажеме шизофреник, или има најразлични термини кои што можеме да ги примениме за да опишеме некого. Сега, каков проблем создава тоа за лицето кое што има некаков проблем?
Ова што го кажавте е особено голямо прашање, особено врз нели она што сакаме да го на некој начин објасниме сега. А тоа е свесноста за менталното здравје. Она што се случува по социјални мрежи, нели некакви немили настани ќе се случат каде што се обвинува нечие туѓо однесување, особено каде што изостанува нели чувството на емпатија. Некој нешто ќе направи што далеко одскокнува од оние нели човечки вредности, да кажеме, што ги имаме од некаква емпатија, без разлика какво девијантно однесување да би било, например, некакво изживување врз животно, врз луѓе или било што друго, наштетување на некој, некакво јако наштетување и веднаш се поистоветува, особено по социјалните мрежи, се препраќа нели на психијатар. Тоа многу негативно влие врз оние на кои што навистина им е потребна нели психијатриска помош, кои што се најчесто ранливи луѓе, кои што имаат претходни ранливости, да кажеме, кои што се справуваат со својата состојба, фамилијата која што се справува со таа состојба од секаков аспект. Лицето страда лично, но страда и фамилијата, страда и социјалната средина, страда и на работното место, да речеме. И заради тоа стигматизирање и препраќање на вакви девијантни појави, да не речеме многу често каде што може да има психопатски структури, да речеме психопатски црти на личност, односно да се станува збор за некаква посебно структурирана личност, каде што недостасуваат тие, да речеме, човечки карактеристики или емпатија, и така се поистоветува одењето на психијатар. Нели, од една страна имаме личност која што е ранлива, со сите особини, например, на емпатија, може би пофрагилна, сензитивна, да кажеме, во однос на она што се случува во секојдневието, и личност која што, каде што, да речеме, недостасува, да. И тоа поистоветување ги прави тие, најчесто тие, ја табуизира тој чин на барање на стручна помош, и така во еден кош ставаме се комплетно и така нели личности кои што на вистина имаат потреба, а животот е таков што носи секакви предизвици и не се знае нели на кого. Сите сме ние пациенти во еден домен, да речеме, во еден дел од животот и не знаеме кога ќе ни потреба каков, без разлика каков вид на стручна нели помош. И тогаш, значи, кога ќе имаме покревко ментално здравје, да речеме, или потреба од некаква поддршка, би се сопреле малку да не поистовети јавноста со она девијантно однесување. Што едното од другото навистина нема. Некој одлепил, за тоа пошол на психијатар, а некој има кревко ментално здравје, има потреба, и сега почнува да размислува што да прави. Почнуваат ли луѓето да си создаваат стигми самите кон себе кога имаат некаков проблем? Апсолутно. Пред се да разјасниме. Срамо да го потенцираат. Да, во психијатрија има состојби, да кажеме, како и во другите гранки нели на медицината, од А до Ш. Не е се исто. Но сепак кога се има потреба, да речеме, од стручна помош, затоа што, Марија, се случуваат секакви трауми во животот. Трауматични ситуации на кои што не можеме некогаш да влијаеме, можеме нели да влијаеме на нашиот одговор да биде кон нив соодветен, но понекогаш толку ја кршат личноста кога треба нели да се упати на психотерапевт, психолог или психијатар, за да се на некој начин собере, реконсолидира, да се зајакнат тие психички капацитети и его снагите да се закрепнат, да кажеме, за да застане на нозе, без разлика дали со психотерапија или ќе помогнеме со фармакотерапија, но да некој начин се помогне да личноста го преброди тој тежок период од животот. Бидејќи не сме сите, и апсолутно сме сите различни индивидуи, како индивидуи, сите имаме некоја точка на издржливост, како индивидуи, да речеме. Така да некои се покревки во однос на тоа, некои се, да речеме, поцврсти и на друг начин ги преживуваат свој собствен начин тие животни предизвици, но не значи дека и тие посилните наведом дека не страдаат. Така да тоа барање, да кажеме, на стручна помош е секако добре дојдено. И заради тоа треба свесноста во однос на менталното здравје да издигнеме на едно по-високо, да речеме, ниво, каде што не би се стигматизирало толку. Институционално стигматизирање исто така е
присутно. Доколку се разбере дека некој посетува психијатар, може понекогаш да има проблеми на работното место од колегите кои што го гледаат на поинаков начин. Апсолутно, например, има нели хронични душевни болести кои што се еднакво хронични како и други болести, например, како диабет или како кардиоваскуларни болести. И тука е многу битно нели себе стигматизацијата, односно нарушената самодоверба, дека одредена личност се соочува со некакви проблеми во однос на психичкото здравје. И тука може да се наруши нели погледот, гледањето на себе, односно самодовербата и тоа да влие во однос нели на дополнително на барањето на работа, и од друга страна самата работна организација да делува, да кажеме, некако без многу поддршка или свесност во однос на одредена состојба со која што нели вработениот се соочува на ментално здравје, нели на таа насока. Многу често се крие одредена состојба. Затоа ќе кажам како што хронична болест како диабет, например, не би се криела, туку напротив немаат проблем да кажат јас сум диабетичар. Така, од друга страна не би требало нели да биде проблем во однос на соочувањето нели на ментално здравје, нели со проблеми на ментално здравје да биде проблем во однос на одредени работни предизвици. Иако можам да кажам дека веќе некаде тука се заедно со кардиоваскуларните болести, например депресијата, уште оддамна се смета за број 1 оневозможувач за добро вршење нели за работна функционалност, да кажеме. Така да веќе некаде е број 1, број 2 тука е некаде со кардиоваскуларните заболувања по однос на нели онеспособеност за работа и работна способност. Како да знаеме дали ни е потребен психијатар или психолог и која е разликата? Така, ние сме здравствени соработници, да речеме, нели психијатрите со психолозите, и многу често соработуваме во поглед и на третманот на еден ист пациент. Психолозите нели имаат разликата тоа што имаат завршено факултет психологија и многумина од нив потоа продолжено на одредени психотераписки школи, правци различни кои што се дополнително нели на она основно, тоест високо образование. И многу често има нели специализација во однос на клиничка психологија. За психијатар збориме нели за оние индивиди кои што имаат завршено медицински факултет и потоа се определени нели да завршат специализација психијатрија како една медицинска гранка која што според мене и според нели многумина е еднакво битна како и останатите, да кажеме, интернистички гранки. Психијатрите исто така може да продолжат со едукација понатака покрај таа специализација и да завршат некаква исто психотераписка школа која што трае 4-5 години, така да нашето образование практично не завршува. Практично не завршува, да, со тоа што тоа би кажала дека нели одреден психотераписки правец ако се зема нели, зашто не се сите психијатри и психотерапевти. Тука би можела да кажам дека е битно во однос на работата со пациентите. И во однос на она нели колку имаме веќе време да можеме да посветиме, бидејќи нели сме на мој термин ограничени со одредено време, но затоа пак се тука колегите психолози кои што секогаш кога недостасува нели време или можност да се работи со пациентот, ги препраќаме кај нив да може нели да добијат соодветна психотераписка поддршка. Кога некој ќе дојде кај вас на преглед, се отвара ли веднаш кој му е проблемот? Свесни ли се веднаш? Различно се. Различни нели индивидуи различно пристапуваат. Особено нели тие први контакти се доста специфични во смисла на некој се отвара побрзо, многу често се случува нели луѓето ако се емотивни да се расплачат, што е многу нормално. Па да се извинете докторке, така ми дојде. И јас тогаш обично кажам дека ова е местото нели реакцијата е соодветна, зависи нели со што се справуваат. Така да различно реагираат, понекогаш нели имаат увид и критичност врз основа на она што им се случува.
некогаш недостасуваат овите критичност и затоа е тука нели членот фамилија да земеме, како викаме, хетероанамнеза, односно да прашаме што и како е состојбата, со што се соочуваме, бидејќи доста често знае да биде различна да речам тие податоци да не корелираат од едниот до другиот нели член на фамилијата. Зависи, пак ја кажам, со која состојба се доколку некој одбива дека му е потребна помош, а веќе е на психијатар дојден? Многу често се случува, зависи нели со кој. Вели, јас сум здрав, мене ништо не ми е, зошто сум овде? Да, особено нели за оние расстройства од шизофрениот круг или каде што ја снемува таа критичност, одредени психотични декомпензации, каде што буквално пациентот не гледа потреба нели да дојде, но она што е објективно е фамилијата, социјалното обкружување гледа дека има потреба да има корекција во однос на однесувањето, во однос на перцепцијата, во однос на размислувањето, во однос на мислењето. Така да многу често се случува личноста да страда, особено да стравува од одредени појави, со интензивно чувство на страв, може да има параноидни идеи дека некој нешто сака на некого да му наштети и на себе и да се плаши од светот, од животот, а да не е свесен за тоа, дека тоа нели малку отстапува можеби од реалната состојба и затоа тука е фамилијата она која што треба да го дигне оној аларм и да каже дека треба нели некако да се убеди да се донесе на лекар. Има одредени ситуации каде што самата фамилиарна конструкција не е во можност или состојбата да речеме толку да проградира и да не е во можност лицето да биде донесено на да речеме начин на кој што би бил прифатлив за него. Во такви ретки ситуации постои потреба да речеме дури од присилна хоспитализација или од присилно носење на лекар, што е многу тешко за фамилијата. Можам да кажам во ова искуство повеќе годишно дека навистина е тешко да се превземе чекор, да се донесе нели на место, со тоа што најчесто фамилијата и самиот пациент нели трпат повеќе време и кога веќе ќе биде состојбата кога нема да може да се контролира, тоа е тој крајен чекор што треба да се превземе. И после тоа многу често викаат како не дојдовме порано, затоа што нели се решаваат состојбите доколку се третираат соодветно. Навремено? Колку подоцна се дојде, толку потешко се постигнува добар резултат? Па генерално така, доколку си има свесност и се дојде за било која состојба, нели, и во другите болести, нели, подобро е, нели, подобро да се порано да се диагностицира, за да може соодветно да се третира. Така да нешто ако обстојувало и е нетретирано, да кажеме, подолг период, може нели да трае лекувањето малку подолго. Да ги поканиме и гледачите и во денешната Тилма амбуланта да се вклучат со нивни прашања. Во овој случај може и искуства на телефонскиот број 3076-677. Доктор Васка Митова, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје е наша денешна гостинка. Таа ќе даде одговори на сите ваши дилеми и прашања на темата на која што денеска зборуваме. Докторке, доколку некој пошол на психолог или психијатар и не ги добил посакуваните резултати, потоа обично се повлекува, вели, нема мене никој да ми помогне. Потребно ли е и второ мислење, дури во оваа област? Секако, во секоја област, особено можеби во ова, бидејќи психотерапијата, односно тој контакт нели на психијатар или психолог со клиент или пациент е особено битен. Некогаш е многу лесно да се направи тој, да речеме, позитивен трансфер, да се едноставно контактот, да се стекне доверба нели во стручното лице. Понекогаш лицата имаат некакво негативно искуство, без разлика нели како да кажеме, дали е тоа нивна интерпретација или пак навистина не го добиле она што го очекувале и може нели и тоа од друга страна е да речеме пак стигматизација, нели сите се исти психијатри, даваат само лекови, не е така. Значи не се сите исти како што не се сите кардиолози исти, како што не се сите ендокринолози исти или другите, да речеме, гранки од медицината. Иако сите работиме по протоколи, но во психотерапискиот дел секој се дава дел, нели даваме дел од собствената личност, собствениот пристап, собственото знаење, така да тука се тие финеси, да кажеме. Во однос на протоколите на лекување, особено нели за протоколите за лекарства, да речеме, на фармакотерапија кој има
употреба, сите ги следиме тие протоколи. Но оној топол, да кажеме, контакт што треба да се оствари со пациентот, психотераписки во тој дел се разликуваме. Иако можам да кажам дека има и пациенти кои што дословно го следат и тогаш се добива најдобриот посакуван резултат, ќе најдат еден лекар на кој што ќе го посветат сопственото ментално здравје и после одредено време со следење на тие упатства постигнуваат резултат. Има и одредени пациенти кои што не им одговара некаков совет, па ќе појдат кај друг, па ќе појдат кај трет и гледаме дека со години се лекуваат кај многумина, значи нема кај кого не пошле практично. И тогаш гледаме дека нема конзистентност во поглед на третманот. Бидејќи секој третман си има свој план, си има почеток, тек. Јас кога ќе дојдат пациенти на прв пат да кажам си правам план во поглед на третирањето. Во смисла на сега се дава едно нешто, па после може да вклучиме друго, па едно друго да исклучиме и така натака. Значи секој лекар си има собствен план за третман за одреден пациент и ако има често менување на тие, да речеме, на лекарите, секако дека нема да има соодветен резултат. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да се вклучат во емисија, да им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Прв пат се вклучувам и ако редовно ве гледам. Драго ми е. Јас сум медицинско лице по струка и многу ми е јасно што зборува докторката, меѓутоа би сакала да споделам искуство и воедно да побарам совет. Сум од средина во Скопје, како би рекла од провинција, и точно дека стигматизирањето на проблемот, посебно на анксиозно-депресивните луѓе, е страшна. Секој се плаши да побара совет. Јас бев во ситуација кога, правејќи ручек, почнав да плачам без причина, сама да седнам во кола и да побарам помош од нашиот психијатар во Штип, од Штипсум. И точно како што каже докторката, се удепав од плаќање кај неа, иако важам за доста ведра и позитивна личност, борбена пред се, и за сите беше шок како јас така сама не можам да се справам со нешто. Едноставно се случи многу работи кои ми беа, еве така, дојде до плафон. Докторката ми го кажа истото што го кажа и вашата докторка, дека некогаш потребна и стимулација од помош од лекови, разговор, и така почнав со антидепресивите. Ги пиев одредено време и супер ми беше, се врати во нормала, мојата надворешна личност беше и внатрешна, значи го нема она негативното, меѓутоа прекинав, кога се почувствував добра, прекинав со лековите и животот продолжи понатаму. Кога дојде коронава и сето ова случување околу нас пред 2 години, едноставно пак почувствував дека не се снаоѓам добро, не надвор, јас надвор се крием, го крием оно што го чувствувам. Убаво го контролирам, меѓутоа дома ми представуваше проблеми, мака не знам дали не е нормално или нема, еве јас кажувам искуство. Така. Си бев така и докторот и ги зедов и тите лекови што ги пиев и предходно, во нормална доза, со текот на времето ги намалив. Прашањето ми е, затоа што искрено немам ни време да посетувам доктор, знае докторката како функционираме во ковид, дали јас можам да ги, пак да пробам да ги оставам лековите или треба сега малку подолго време да ги пием. Првиот пат ги пиев 4 години, па правив една пауза, една од добри 3 години каде супер беше и дојде ковидот. Искрено мислам дека тоа ми беше она проблем, справување, стравот, ке преживееме, нема да преживееме, кој ќе се разбори. Како и сите што почувствувавме огромен притисок. Колку време сега само ги пиете лековите од самиот почеток на пандемијата? Една и пол година веќе, една и пол година. Аз сителопрам пием од 10, меѓутоа по 5 милиграми дневно и добро функционирам со нив. Така, јас ви благодарам на вистина многу што се јавивте, што на ваков убав начин го споделивте вашето искуство. Докторката ќе добиете сега одговор. Исто многу од лицата што пијат антидепресиви кои ќе се почувствуваат подобро се прашуваат можат ли да ги прекинат и кога е вистинскиот момент да ги остават. И има ли потреба воопшто да ги остават? Пред се благодарност на колешката, здравствен работник спомна што се јави, што даде ваков убав, да кажеме, увид во осврт во она што го збориме цело време. Ако имаш проблем,
упати се на соодветна инстанца за да добиеш некакво олеснување. Многу убаво кажа дека имала потреба и потоа брзо се консолидирала. Ево поглед на терапијата би кажала дека секогаш би било добро да се посоветува со оној лекар каде што веќе ја ординирал таа терапија. Веќе ако е добра повеќе време, повеќе месеци, се намалува таа терапија од 5 мг сеталопрам воопшто не е висока доза, тоа е една доза на одржување. И обично проценуваме кога би било добро, тоа треба да се направи сепак преглед со пациентот доколку функционира во секој домен идеално, да речеме идеално, односно нема веќе никакви симптоми ниту во домашната средина, ниту на работно место и така натака. Се проценува кога да почне да се намалува таа терапија. Препораките се понови да се намалува, иако таа доза може дури веднаш да се прекине. Но препораките се да се намалува многу постепено како би ги избегнале кај редок процент од популацијата да го избегнеме оној синдром на повлекување, кој што кај многу мал процент се јавува кај антидепресивите за разлика од анксиолитиците, но сепак постои. Така да нека се слушне или нека се види со својот лекар и да проценат кога може да постепено ја намалува таа доза до исклучување. Имам уште еден гледач. Добар ден за него. Повелете. Јас мислам дека никој не треба да има предрасуди за посета на психијатар или на било кој друг доктор. Така. И тоа не треба повеќе да се смета за нешто непожелно. Затоа ве поздравувам и мислам дека треба да имате секоја недела по една емисија во врска со психијатар. Затоа во денешно време на сите ни треба малце и вирусот придонесе, а малце и општата состојба, не само на Балканот. Такво времето е за живење. Сега имам едно друго прашање или размислување, можеби затоа што ве слушам од почеток. Докторката рече секој што поинаку се однесува спрема луѓето и животните. Ова се работи за животните. Мојот комшија, 55 годишен, јас видов кога го тепаше мачето од 2 месеци, затоа што се шета во неговиот двор. Ама не видов дека не го утепал целосно, него го искршил, буквално го искршил во свитка во осмица и го пуштил во канта. И другиот ден кога праѓаа ѓубреджиите го најдовме мачето живо во канта. Живо, меѓутоа и да го носеме на ортопед немаше помош да се спаси. Толку бев јас возбудена и сега дури душата ме боли. Сакам да прашам каков човек е тој? Дали и тој треба да посетува психијатар и како ние да се однесуваме спрема него? Затоа што тој мене ми е комшија и дотолку повеќе што само нашите мачиња ги тепа, а не од другите што доаѓаат од улица. Знаете, јас сум трогната, можеби ова не е вака за јавност, меѓутоа мора да кажам. Ви благодарам за вклучувањето во денешната тема амбуланта. Што велите, докторке, за вакви испади кај одредени личности? Генерално недостатокот на емпатија е недостаток и кон животните. Ако можеш нешто грозоморно да направиш на одредено животно, веројатно нешто малку спречува да се направи и на луѓе. Јас не ги двојам, да речеме, во однос на тие човечки особини. Сега не би можела ништо конкретно да кажам за таа личност, бидејќи секогаш постои втора страна на приказната и така натака. Тоа сепак треба да биде евалуирано од стручно лице, значи за самата таа личност не би можела веќе се оградам, бидејќи вака со многу малку информации не би можеме да располагаме. Во секој случај не е убаво искуство, не е убаво совет до гледачката колку може би да стои понастрана, да речеме, или да може на некој начин да се изолираат животните, барем да не бидат некако да се изолира, да не оди во тој двор колку што е можно да се направи тоа, бидејќи не можеш на едно маче или куче да му го ограничиш движењето ако не е во домот. Во неколку наврати веќе споменуваме пандемијата, дали притисокот од она што ни се случува, стравот што секојдневно го живееме на некаков начин, потикнува да испливаат нашите внатрешни стравови на површина. Апсолутно, и тоа се случуваше, Марија, во овој, да речеме, во овој изминат период.
Насекаде, особено постојат сега многу истражувања кои што се прават на поле нели на психијатрија и поврзано нели со пандемијата на ковид, се гледа страшен пораст на проблеми со менталното здравје. Особено пораст на анксиозност, пораст на депресија, одредени посттрауматски стресни искуства, исто како и пост-ковид одредени невролошки или психијатриски манифестации. Но она што го гледавме што е интересно сега, во одредени истражувања кои што се сигнификантни, се следи значително зголемен пораст на анксиозност кај особено млади лица. Они од 18 до 25 години. Според некои истражувања дури до 75% од младите на запад се тие истражувања, да речеме, не знам колку е соодветно за тука, но и тука има значителен пораст, се соочуваат со некаква анксиозност или одредени депресивни симптоми. Веројатно многу повеќе, да кажеме, а тој процент, значи младите од 18 до 25 се зафатани највеќе, па потоа од 25 до 50 на години и малце повозрастните личности како порезилиентни веројатно, да речеме, тој процент, да речеме, на овие ментални расстройства е најмалку застапен кај таа возрастна група. Може би затоа што повеќе некако контролата е повеќе во нивна моќ, во смисла на можат полесно да останат дома, да се изолираат и да ги практикуваат сите оние ситуации кои што нели препорачани мерки кои што може да се спроведуваат. Така, докторке, доколку некој вели имам добро ментално здравје, значи ли тоа отсуство на ментално нарушување? Можеме да кажеме дека сите во одреден период од животот се соочуваме со одредени проблеми, да речеме, или одредени промени на менталното здравје. Можеме да кажеме, нели, самиот спектар на емоции е, нели, цел спектар, има повеќе емоции со кои што се соочуваме секојдневно, тага, па може би до некоја радост или среќа, чувство на среќа, кои што би биле на различен поларитет од таа една оска. Така да има различни предизвици во животот кои што може да резултираат со појава на одредени состојби. Значи не се што се случува како промена значи одредена болест. Има болести во психијатрија кои што се хронични, душевни, да речеме, болести и оние кои што се како состојби на кои што ќе треба мала корекција или соодветно насочување или соодветно насочување како да се справат личностите во тие конкретни предизвици за да се нели брзо реконсолидира личноста и да продолжи понатака да функционира, така да не би рекла дека значи тоа дека цел живот би било така, бидејќи не знаеме на кој предизвик како би реагирале. Бидејќи носи животот секакви травматични ситуации, од полесни до најтешки и верувајте, многу е тешко справувањето понекогаш. Травмата знае многу да не измести. Повеќето сме поминале низ некои такви искуства. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програма, сте повелете. Добар ден. Јас ќе ве замолам само да комуницирате со нас преку слушалката и да го намалите тонот. Одлично, ако така не слушате, тогаш повелете. Јас сум на 67 годишна возраст. Така. Патам од неколку хронични болести, меѓу кои и ХОП. Меѓутоа, од 2010 година имам промена на крвните садови во главата, позади десното уво, направен е компјутер и констатирано е дека имам промени од типот на васкуларопатии. Не знаејќи каде да се обратам, бев на невролог, кој ми даде да пијам флуинисан. Значи, тој лек се уште не ми е прекратен, ама имам и проблеми многу со спиењето и страшна депресија. Значи, јас спијам само 4 сати во текот на ноќта и тоа со прекини. Посетив психијатар, кој многу убаво ме прима секогаш кога ќе одам и ме сослушува. Значи, кај мене се работи за депресија од типот на голема тага, поради тоа што децата не ми се тука, плюс, значи, оваа ситуација со короната и затвореноста дома, предизвика да ми биде депресијата се уште по-голема. Психијатрот ми рече да продолжам со
свој нисанот, ми даде значи да го пијам са бајле и навечер да пијам елицеа од 20 милиграма. Сега сум на таа терапија и хелекс навечер исто. Сега сум на таа терапија, меѓутоа јас сум по цел ден многу растревожена. Значи премногу растревожена, така што добивам тахикардии, бидејќи имам проблеми со тироидната, хипер сум. Па би сакала да слушнам мислење на... мислење за вашата состојба. Ви благодарам што се вклучивте во емисија. Пријатно, а повелете, докторке. Секако дека би требало подетално да се разгледа оваа состојба, особено што пациентката спомна дека се работи за хипертироидизам во позадина. Верувам дека колегата психијатар ја следи редовно и правени се различни моделитети во однос на терапијата. Секако понекогаш е потребна корекција на терапија, затоа што различни ситуации водат кон различен одговор. Она што го спомна дополнително, осаменоста, чувството на осаменост е тој аспект, да кажеме, или онаа социјална потреба наша како личности, како социјални битија, да бидеме со други личности, со самата фамилија. Тоа би требало малку со позголемена социјална активност, да кажеме. Еве фамилијата, нели, можеби децата не се тука, но можеби има пријателки, комшики, соседки или други, да речеме, пријатели, да се најде модалитет од тој начин да се помогне, да се активира личноста на некаков друг начин. Значи секако можеби е потребна корекција, нели, на фармаколошката терапија, да се види најсоодветно што ќе одговара со хипертироидизмот, со таа состојба, и хипертироидизмот да се третира, бидејќи некогаш, нели, ние знаеме од наш аспект што прави таа состојба и која манифестација прави, ние ги лекуваме симптомите и срцебиењето што го спомна, чувството на немир, на вознемиреност. Несоницата е страшен и многу чест симптом. Значи мозокот му треба да се одмори. Да речеме, има, нели, оптимално некое време на спиење кое што би требало секоја личност, да кажеме, да го има, со оглед на тоа што доколку не е тоа, доколку премине веќе во една хронична фаза, бидејќи како што разбра, веројатно подолг период пациентката спие помалку, нели, време од она оптималното за неа, претпоставам 4 сати се за секого малку. Така да треба и тоа соодветно да се третира. Активирачки е профилот и на ецитолопрамот и на флунисанот, односно флуоксетинот, затоа може би со корекција на терапија би се довело до пооптимално и до пооптимално решавање на депресивноста, но и на онаа вознемиреност, на анксиозност што ја спомна, но и на несоницата. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната тема амбуланта. За предрасудите поврзани со менталното здравје и посетата на психијатар, денеска зборуваме со доктор Васка Митова, психијатар при Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Докторке, изминатиот период, за какви проблеми најчесто ви се обраќаат пациентите? Дали доминираат оние со пост-ковид синдромот, со последици од прилежан ковид? Има ли тука анксиозност, депресија и слично? Да. Имаме и пациенти кај кои што за прв пат е започната некакви промени се случени, нели, на психијатриски план после прелажување на ковид или во текот на болеста, да кажеме. Правени се истражувања, интересно е тоа дека скоро 1/3, тоест дури повеќе од 1/3, од 30 до 40% се различни истражувања, мислам, различни резултати, но генерално околу 1/3 е појавата на невропсихијатриски манифестации кај пациентите кои што прележале ковид. И сега интересно е тука, бидејќи тоа е 1/3 и кај оние што лесно го поминале во домашни услови, но и кај оние кои што биле хоспитализирани во болница, но дури скоро секој втор, односно еден од двајца, тоа бе околу 46-47% од испитаниците, од оние кои што биле примени на интензивната нега, потоа имаат проблеми од некаква невролошка или психијатриска состојба. Имаме доста пациенти, бидејќи ковид, нели, прилично имаме висока степен на прележаност
во нашата земја, така да имавме најразлични манифестации, од едно почесто е, да речеме, појава на несоница, која што обстојува повеќе месеци, да кажам, и го истоштува пациентот. Многу често се појавува анксиозност или одредена депресија и тука е интересно бидејќи кај повеќето од, тоест не кај повеќето, туку кај одреден процент од овие пациенти немале никогаш претходно проблеми на психички план. Дали самата состојба, односно не само психолошкото доживување на болеста, туку и она што го прави самата болест со таа зголемена воспалителност, нели, низ целото, бидејќи да речеме мултидимензионална болест, нели, зафаќа повеќе системи и така натака, дали таа невроинфламација која што се случува покрај, нели, воспаление во другите органи, ја прави таа подлога за потоа развој на една депресивна состојба која што е прилично манифестна во однос на симптоматологијата и која што треба да се третира. Пациентите многу често си бараат помош бидејќи она што го чувствуваат е некаква промена од некакво претходно функционирање. Така да несомнено тоа е еден дел од, нели, оние пациенти кои што се јавуваат за помош. Имаме за жал и пациенти кои што имаат изгубено блиски личности, и тука веќе се во еден процес на тага, на тагување, кој што многу често знае да прогредира во некаква депресивна симптоматологија, доколку не е, да речеме, доколку не се надмине некако во одредени, нели, периоди на она што го очекуваме дека тагата ќе се олесни, да речеме, во однос на таа манифестација. Така да имаме и состојби, например, на некаква психотична декомпензација, без разлика може да биде, сме имале пациенти со прва појава, да кажеме, на некаква манична психоза пост-ковид. Или одредени, добро, тоа делирантните состојби во текот на самото лекување. Така да прилично мултидисциплинарен е третманот на овие пациенти и оној наш дел е, да речеме, соодветно третиран од доста психијатри, да кажам, од мрежата на психијатри низ цела Македонија во однос на, нели, на пациентите кои што страдаат од такви состојби. Во склоп на клиниката за психијатрија имаме кабинет за ментално здравје за пост-ковид состојби за оние пациенти кои што, нели, има некаква манифестација која што се јавила потоа како некаква постакутна ковид, да речеме, симптоматологија или пак после одредено време. Докторке, двајца гледачи очекуваат вклучување во Телма амбуланта. Добар ден и поздрав за првиот од нив. Добар ден. Ало. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Така, сега во врска со татко ми. Така? Значи, пред неколку години му беше диагностицирано психичко расстройство. Меѓутоа, истиот не го прифати фактот и не продолжи да се лечи понатака. Продолжува се неговото девијантно однесување, негативни мисли. Сега докторката спомна за некое присилно лекување, па би сакала нешто подетално, некој совет или нешто како би да се направи во една ваква ситуација, кога пациентот не ја прифаќа состојбата, дијагнозата и не сака да се лекува. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Повелете. Доколку состојбата на пациентот ги надминува капацитетите на справување на фамилијата, доколку може да си наштети на себе или на некој друг член од фамилијата, доколку имаме намален увид и критичност во поглед на однесувањето, секако тука треба да биде запознаен и матичниот лекар на самиот пациент и многу често имаме потреба, да речеме, од некаква присилна, да речеме, хоспитализација или од присилно носење на лекар. Начинот е тој што, нели, по насока на матичниот лекар, кој што е подобро запознаен со состојбата на пациентот, најчесто со помош на брза помош и ако има потреба дури од интервенција на службени лица од полиција, се носи лицето на лекар, нели, во присуство на член од фамилија. И тогаш се земаат, нели, во предвид оние податоци што ги кажува фамилијата, се прави една проценка на можниот третман, нели, на пациентот и доколку состојбата не може да се справи со амбулантско третирање, тогаш се препорачува хоспитализација каде што би можело на затворено оделение, каде што би можело да биде лицето соодветно третирано.
Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Благодарам. Сакам да ја поздравам докторката. Дали е тоа доктор Митов? Така, доктор Митова, доктор Васка Митова. Така. Овде Виолета, инаку контактираме со докторката на приватно ниво. Сакам да ја поздравам и сепак да поставам едно прашање. Дали во сите растројства влегува и она разочарување кога нешто свесно ви се губи од животот, да речеме во финансиски смисол. Јас имам некоја криза, малку имав напад на плаќање, изгубив 200.000 евра. Значи, со еден потик се осиромашив себе, не беше намерно, него погрешив и Така, имаме некаков проблем со комуникацијата, но прашањето мислам дека е јасно, после еден голем вако финансиски колапс, дали може да се случи некакво така, доку разочарувањето што го чувствувате, дали е дел од некое ментално нарушување, ако можев да разберам. Ви благодарам за вклучувањето. Како и претходно што спомнавме, различни се животните предизвици и оние травматични случувања кои што нели може да влијаат на нашето психичко здравје. Губитокот на голема сума на пари, значителна сума на пари е еден од тие, да кажеме. Исто така, истовремено и едноставно живееме во материјален свет и економската состојба или економската благосостојба и тоа како влие врз менталното здравје. Така да поздрав до гледачката, до Виолета, секако треба да се работи на тоа поле или некако да се прифати таа ситуација, да се изнајде начин како подобро да се прифати, да се справува со тој губиток и тоа разочарување секако е да речеме делот од еден од тие травматични моменти кои што може кај различни личности да се случат. Така да биде тригер фактори за нешто, апсолутно, бидејќи тоа е голем губиток без разлика нели колку обично викаме дека нели пример биде среќна да сме живи и здрави. Понекогаш влијае тоа, нели така е, да сме живи и здрави, пред се нели здравјето е битно, но сепак кога има таков момент треба соодветно да се третира и да се разработи, затоа што апсолутно, дури и помали ситуации може да имаат значително влијание, губитоци. И тука станува збор понекогаш има едно расстройство на приспособување. Например, и сама преселба некогаш може да биде тригер фактор, да кажеме, за одредени потешкоти на менталното здравје. Самото, да речеме, преселба од земја во земја или пак од стан во куќа и дури и нешто што е позитивно, да речеме, да се случи во животот, може да има некакво негативно влијание, позитивен стрес, но да влијае, да речеме, во однос на благосостојбата на психички план, вака значајно, да речеме, значаен губиток, без разлика што е на средства, сепак има одредено влијание. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам, вака сега имам еден проблем. Том легнувам да спијам. Кога ќе дојде време точно да заспијам и почнувам да брам, некако како дракам, како не знам како да објаснам. А успевате по тоа да заспиете? Да, имам потреба да спијам и се спијам, кога веќе ќе почнам да брам, престанувам, се будвам, штом покушам да влезам во сонот, да заспијам, ми се спие веќе, и пак истото ми се повторува. Така, ви интересира што би можело ова да биде. Ви благодарам за вклучувањето во емисија.
Сепак ќе треба подетално, нели, да се направи преглед со пациентката за да се види дали има некакви други симптоми во поглед на секојдневното функционирање или во поглед на спиењето понатака. Има одредени расстройства на сон, сега не знам дали е тоа во фазата на заспивање, во веќе во спиењето, па каков е сонот, дали е испрекинат или пак да речеме нема проблеми со сонот и така натака. Постои кабинет за расстройства на спиење на клиниката за психијатрија, да, така да може да се упати таму или пак да се види, да речеме, со некакви она што е најлесно би го кажала, што може, нели, сега од денеска да го проба, е одредена хигиена на сон, нели, на пациентката, да навечер се створат услови да природно втоне, да речеме, во сон. Бидејќи вознемиреноста може тој немир ако има да се манифестира на одреден начин, но многу малку податоци има за конкретно тука да би можеле да дадеме конкретен совет. Она што е во однос на хигиена на сон, например, стишено светло навечер, може би чај од маточина, валеријана, пасифлори или така натака, некој, нели, агент за малце за смирување, еден топол туш, да речеме, пред спиење, нешто лесно на телевизија да се гледа, да нема некакви вознемирувачки содржини и така телото природно да се втоне во спиењето. Просторијата обично секогаш препорачуваме да е малце за нијанса поладна, да биде удобна, например, постелината, да биде за да може сонот да биде непрекинат и она што доколку има потешкоти со заспивање, обично препорачуваме да се задремува во друга просторија, да не биде асоцирано за спиењето во креветот со мака да се заспие. Да се придреме, например, во дневната кај телевизорот, да се изгаси и веќе при задремани, нели, да одиме да се префрлиме во спалната соба, за оние кои имаат потешкоти со заспивањето. Докторке, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Бројот на гледачи што се вклучија во емисија говори дека постепено се надминуваат предрасудите во однос на психијатриските стручни совети и прегледи. Се надевам дека што помалку ќе имате пациенти со сериозни проблеми и дека многу лесно ќе ги надминат сите предизвици и ќе си го вратат квалитетот на животот. Се надеваме и ние дека е свесноста за менталното здравје дека ќе биде малце, нели, на повисоко ниво и во нашата земја и веќе има еден тренд кон освестување, да речеме, на кој што се радуваме, бидејќи еднакво како и физичкото здравје е и менталното здравје. Така. Ви благодарам за гостувањето во емисија и благодарам и на гледачите кои што се вклучија во денешната Телма амбуланта и на сите вас почитувани што не следевте. Се гледаме секој работен ден на Телма во 12:45, кога заедно учиме за здравјето. До гледање.